Богородица и Табановце засега со спуштени рампи без Северна, а во Албанија може да се влезе и само со Република Македонија. Патувањето со лични карти во земјите од Западен Балкан конфузно, а македонското МНР ништо официјално не кажува. Засега е познато дека граѓаните со стари документи без проблем влегле само на територија на Република Албанија преку граничните премини Ќафасан, Блато и Џипшиште Требиште, согласно билатералниот договор за признавање на лични и патни документи. Дали во Србија, Албанија, Косово, Црнагора и Босна и Херцеговина, каде се патува само со лични карти, ќе може да се влезе без зборот Северна, останува неодговорено прашање. Ова ќе биде покомплицирано, бидејќи личните карти ќе бидат валидни. Имаме комуникација. Не можам сега тоа да го говорам. До 12 да сработиме се што може максимум. Во меѓувреме, 30 представки само годинава се пристигнати и до народниот правобранител, бидејќи иако со важечки, граѓаните се приморани да вадат нови лични и патни исправи поради новото уставно име. Трендот на достигнување на представки од граѓани дека за краток временски период повторно се приморани да вадат нови документи и за тоа сами да платат, продолжи во оваа 2024 година. Овој тренд почна кон крајот на минатата година. Па од почетокот на годината досега до народниот правобранител се доставени над 30 представки кои се однесуваат на овој проблем. Исто така, граѓаните се жалат и дека не можат да закажат термин за вадење лични документи. Народниот правобранител Насер Зибери претходно алармираше дека граѓаните кои имаат важечка лична карта не треба да плаќаат за нова само поради новото уставно име, туку тоа треба да се плати од државниот буџет. Зошто тоа обврска се наметнува не по нивна вина, не поради истек на исправата, туку како резултат на одлука на владата, собранието, односно државата. И од тие причини сметам дека граѓаните требаат да бидат поштедени од еден ваков трошок. Практично, со престанокот на важност на патните документи, на граѓаните им се крши уставно загарантираното право за слободно движење.